Формално основно образование од септември ќе се воведе за деца болни од рак кои се на долготрајно лекување во болнички услови. Од септември образовните власти ќе се потрудат ваков вид настава да има и за ученици кои се рехабилитираат по повредите во пожарот во Пулс. Ќе направиме анализа, доколку има потреба дефинитивно ќе бидат вклучени, иако не сум сигурна дека се многу. Оние што завршуваат четврта година, дел веќе полагаа матура, мислам дека 1 до 2 деца се оставени сега да полагаат матура. Одговори министерката за образование и наука Весна Јаневска на новинарско прашање при посетата на клиниката за детски болести. Таа најави дека покрај во болнички услови, ваков вид образование ќе имаат и децата што се лекуваат дома. Направени се измени на законска и подзаконска регулатива и училиштата каде се запишани децата кои се на лекување на клиниката, треба да ги вклучат во настава од септември, директно, односно онлайн додека траат часовите. Или преку асинхрона комуникација, наставникот му испорачува материјали на ученикот, му задава задачи, оценува знаење. Наставникот може да организира и индивидуална настава за ученикот преку некоја дигитална алатка. Целта е децата да немаат застој во воспитно-образовниот процес и по завршување на лекувањето, полесно да се ресоциализираат, да се вратат во училиштето и меѓу другарчињата. Во тек се обуки за ефективна работа на далечина на наставниците со овие деца. Министерката Јаневска рече дека досега кон овие деца биле направени сериозни пропусти и дискриминација. Во моментов, на овој оддел на детската клиника има околу 20 деца. Лекувањето кај овие деца трае до 2 години, а првите 6 месеци треба да бидат хоспитализирани. Историски високи приходи во буџетот за јули, Царинската управа и Управата за јавни приходи имаат највисока месечна наплата досега. Финансиската стабилност и одржливиот економски раст се наш фокус и веќе се гледаат резултати. Уште во првата година од мандатот, наведува министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска на својот Facebook профил. Димитриевска-Кочовска нагласува дека во јули споредено со истиот месец лани приходите од даноци и придонеси бележат раст 7,4%, приходите од акцизи бележат раст од 5,7%, а приходите од увозните давачки бележат раст од 19,2%. Ова се резултати на ефикасна, одговорна и професионална работа. Продолжуваме посветено, со поддршка за стопанството и грижа за секој денар на граѓаните, подвлекува министерката. Во првите 6 месеци од годинава од земјава вкупно се извезени стоки во вредност од 249.072,3 милиони денари или 4.034 милиарди евра, што е пораст од 2,9% во споредба со истиот период од претходната година. Вредноста на увезената стока во периодот јануари-јуни 2025 година изнесува 349.611,4 милиони денари или 5.675 милиарди евра, што е за 2,4% повеќе во споредба со истиот период лани. Покриеноста на увозот со извоз е 71,2%. Според податоците на Државниот завод за статистика, најголемо учество во извозот имаат катализаторите на носачи со благородни метали или нивни соединенија, сетовите на проводници за палење и слично, за возила, авиони или бродови, деловите на седишта од подгрупата 821.1 и други катализатори на носачи. Во увозот најмногу се застапени нафтените масла и маслата добиени од битуменозни минерали, освен сурови, другите метали од платинската група и нивни легури, необработени или во облик на прав, платината и легурите на платина, необработени или во прав и електричната енергија. Во првите 6 месеци од 2025 година земјава најмногу тргувала со Германија, Велика Британија, Грција, Кина и Србија, кои учествуваат со 47,3% во вкупниот обем на размената. Во вкупната размена најголемо учество имаат земјите членки на Европската унија, со кои е реализирана 60,4% од трговијата. Преку граничниот премин Богородица дневно минуваат приближно 25.000 лица, а околу 15.000 ја напуштаат земјата. Ова го изјави председателот на полициските службеници од Кукуш, Килкис, Плутархос Елефтериадис за грчката државна телевизија ЕРТ. Во прилогот од граничниот премин секојдневно има метеж на Богородица со туристи од Балканот кои ја посетуваат Северна Грција. Председателот на полициските службеници објаснува дека тие се обидуваат да одговорат на зголемениот проток на возила и потенцира дека само во текот на изминатиот викенд околу 50.000 туристи влегле кај јужниот сосед преку конкретниот граничен премин. Елефтериадис додаде дека оваа година има дополнителен број полициски службеници и се отворени 9 шалтери за влез во Грција и 6 за излез. Позитивно е што оваа година имавме мало зајакнување и ова многу помогна и за да биде одморен полицискиот персонал што работи секојдневно, посочи тој. За време на летната сезона на граничниот премин Евзони се ангажирани полицајци од Северна Грција, а нивниот број достигнува до 65. Во секоја смена од грчка страна работат 12 до 18 полициски службеници поради зголемениот број туристи.
Во првата половина на 2025 година, хрватските пратеници потрошиле вкупно 761.000 евра, без плати, главно за изнајмување станови, 253.000 евра и користење лични автомобили, 198.000 евра. Парламентот ги покрива трошоците за станови, комуналии, километража и патарини. Најголеми трошоци имале пратениците кои често патуваат во странство, како Андро Крстуловик Опара, околу 33.000 евра за летови и хотели, и Иван Рачан, околу 29.000 евра. Некои други, како Николина Барадик и Јасна Војник, исто така потрошиле значителни износи. За хотели биле потрошени над 56.000 евра, за авионски билети над 86.000, а за дневни трошоци над 26.000 евра. Пратениците кои живеат подалеку добиваат и надомест за одвоен живот. Покрај платата од околу 4.000 евра, пратениците добиваат и паушал од 200 евра месечно за материјални трошоци. Некои користат и јавен превоз, но многу помалку. Председателот на парламентот Гордан Јандроковик имал околу 5.480 евра дополнителни трошоци во истиот период. Американскиот председател Доналд Трамп предупреди дека Европската унија мора да го исполни ветувањето за инвестирање $600 милиарди во САД како дел од трговскиот договор, инаку ќе се воведат општи царини од 35%. Трамп ја пофали инвестицијата како дополнување на постојните годишни вложувања од ЕУ, но Европската комисија објасни дека не може да гарантира инвестиции од приватниот сектор, бидејќи тоа е само проценка базирана на намерата на компаниите. Трамп рече дека поради ова ветување ги намалил царините на 15%, но ако не се исполни, повисоките царини ќе се вратат. Во меѓувреме, ЕУ го суспендираше воведувањето контрамерки за американски стоки додека траат преговорите за финализирање на договорот. Илјадници хотелиери од Европа и светот бараат надомест од Booking, обвинувајќи ја платформата дека ги ограничува во нудењето подобри цени за директни резервации. Проблемот е во така наречените клаузули за најдобра цена кои им забрануваат на хотелите да нудат пониски цени на други места, вклучувајќи ги и сопствените веб страници. Хотелските здруженија тврдат дека ова ја намалува конкуренцијата и директните резервации. Booking ги негира обвинувањата и тврди дека хотелите слободно можат да ја определат својата продажна политика. Спорот е дел од поширока дебата за пазарната моќ на онлайн платформите во хотелскиот сектор. Светодимитриевското училиште за сестри на милосрдието во Москва распиша конкурс за прием на ученици на редовна програма за школување по струката здравствена нега. Право на упис имаат ученици кои го завршиле 9-то одделение во московските училишта и кои се во црковени или се отворени за активно вклучување во православната вера и црковниот живот. Наставата се одвива на државен трошок, а по завршувањето на училиштето се издава диплома со државна важност и се стекнува квалификација медицинска сестра, медицински брат. Училиштето, основано во 1992 година со благослов на патриархот Алексий II, е прва православна медицинска образовна институција од ваков вид во Русија. Освен стандардните медицински предмети, учениците се образуваат и во духот на христијанското милосрдие преку духовни дисциплини, литургика, црковнословенски јазик, свето писмо, догматика и црковно пеење, како и активно учество во социјални и болнички служби. Наставата се одвива во рамки на болничкиот комплекс Пирогов во Москва, каде учениците имаат можност за практична обука во реномирани московски клиники. Училиштето обезбедува и топол оброк, социјална поддршка, спортски активности и богата духовна програма. Група од мисионери од митрополијата на Лариса во Грција учествуваше во групно крштевање на околу 100 деца во источна Уганда. Мали деца, бебиња, тинејџери, возрасни, па дури и мајки со своите деца, примија православно крштение облечени во крштални бели алишта. Групата мисионери беше пречекана од локалниот епископ Силвестер, кој им ја покажа епархијата, вклучително и новата епископска резиденција која се уште се гради. На крајот од свеченоста, присутните ги изненадија мали ученици од локалната заедница со импровизирана акробатска изведба, а потоа следеше заедничка трпеза со дарови од семејствата Кумови, главно од Лариса. Обраќајќи им се на новокрстените, епископот Силвестер ја нагласи важноста на духовната чистота и можноста за обнова преку тајната на исповета, нарекувајќи го белиот хитон символ на преродба, но и одговорност. Присуството на волонтерите од Лариса беше топло поздравено од заедницата, а многумина на спонтан начин ја изразија својата благодарност. Овој настан уште еднаш го потврдува клучниот придонес што може да го има православната мисија во земји во развој, каде духовната, социјалната и материјалната поддршка се уште се многу потребни. Времето денеска беше сончево со мала до умерена облачност со услови за изолирана појава на нестабилност со краткотраен пороен дожд и грмежи. Ке дува слаб до умерен, наместа повремено засилен ветер од северен правец. Во Скопје сончево со мала до умерена облачност. Ке дува слаб до умерен, во делови од котлината повремено засилен ветер од северен правец. За утре се очекува да биде сончево со мала до умерена локална облачност.
Во наредните 3 денови слично време, сончево и топло со мала до умерена локална облачност. Ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец каде минималната температура ќе се движи од 12 до 21 степени Целзусови, а максимална температура од 30 до 38 степени Целзусови.